Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Многумина со нетрпение ја очекуваат вечерашнава емисија, затоа што, нели, покрај мојата несериозна сериозност и сериозна несериозност, во емисијава се вклучија луѓе чиј кредибилитет е безпоговорен. Прво беше вклучувањето на доктор Горан Трајковски на 2 март, кој во живо од Германија ни се јави, лекар, наш човек кој работи во Баварија, во болница каде што има болни од корона. Бидејќи деноиве се вжештува ситуацијава околу, нели, воведовме и воредна состојба, народот е вознемирен. Ја мислам дека неговото гостување тогаш на Горан Трајковски беше доволно. Очигледно треба да се повторува кај народот вознемиреноста, да му се отргне колку може повеќе и повеќе. Наскоро ќе го вклучам, он е тука на Skype, само уште ова да го кажам, дека синоќ имавме јавување од еден лекар кој мене ми се представи, ќе го зачувам неговиот идентитет, кој исто така постави многу интересни прашања. Но, сега ни е време да се поздравиме со господинот Горан Трајковски и да му посакаме пријатна вечер, секако и да му честитаме новороденче. Господине Трајковски, добро вечер, добре дојдовте. Честито нека е новороденчето големо и здраво да расте. Фала ти, Јанко, уште еднаш за честитката и фала исто за многу убавата најава на Facebook што напише за денешната емисија и голема чест ми е што можам да бидам повторно дел од тојата емисија. Те поздравија и веднаш те препознаа твои средношколски другари. Очигледно си бил многу кул момак кога дамите се сеќаваат во четврто еден, таму и така натаму, но да не ти расипуваме состојбата во relationship-от. Во бракот, добро. Океј. После пауза заради новороденчето се врати на работа, па би те молел колку можеш, колку сакаш, слободно, опширно, раскажи ни каква е ситуацијата во твојата болница. Ќе пробам да долувам што е можно подобро. Ситуацијата, значи денес ми беше мене прв ден после месец дена пауза. Кога дојдов на работа, прво беа сменети многу работи во болницата. Значи ја болницата не дека не ја препознав, ама не знае веќе како функционира точно болницата. Навистина? Значи, да. Значи беа сменет принципот на функционирање. Интензивниот оддел кај што обично работам, сега ќе биде променет во корона оддел, кај што ќе бидат ставени пациентите со коронавирус, кои што ќе имаат лоша клиничка слика и ќе имаат потреба од респиратор. А интензивната нега за унаводници обичните пациенти е префрлена во една друга просторија која што претходно беше соба за будење на тие кои што имале операција, кои што имале колоноскопија, кои што имале гастроскопија. Значи, буквално се прават зидови моментално, се преградува таа просторија за да се одвоени пациентите еден од друг. Се прават планови како да се постапува, доаѓа пациент, што правиме? Со онако flowchart, правиме ова. Едната соба во ургентниот центар, кај што од утре сум дежурен и ме викна затоа. Всушност мене одморот ми завршува денес и од утре требаше да работам, а ми се јави да почнам еден ден помалце, само за да можам да го сватам системот на кој што функционира болницата. Бидејќи ако отидев утре директно на дежурство, немаше да сватам голем дел од работите. Значи ја бев денеска цел ден како да видам како функционира болницата и да зборам со тие што се над мене и они ми дадоа точни критериуми кога треба да им се јавам, што правиме ако на пациентот му се влоши состојбата, што правиме кога ќе дојде пациент, како го пречекуваме на рампата, облечени, како го носиме до просторијата кај што го прегледуваме, колку време треба да трае прегледот, додека сум јас во просторијата, кој е одговорен за другите пациенти во ургентниот центар, кој е одговорен за пациентите кои што се на интензивна нега, бидејќи ја не можам сега облечен со пациентот и некој на интензивна нега да речеме му се влошила состојбата, не можам да го оставам пациентот да се пресоблечем тој кога сум унатре во собата, И за тоа време ја одма ги информирам другите колеги во болница дека во тој период, додека сум унатре јас, тоа се работи повеќе за пациенти кои што им треба малку поголема терапија, кои што се за во шок соба сега во наводници, ја кажам. Таму диагностиката и терапијата е многу одзема повеќе време. И така, значи во тоа време има други луѓе кои што се одговорни за интензивен оддел, за другите пациенти во ургентен центар, че тоа е па некој леснување. После тоа,
Што правиме со пациентот? Сега, он е тука, мислиме дека има коронавирус, што правиме понатаму? Не може сите да ги изземаме у болница што ќе имаат коронавирус. Значи, пошто бидејќи се очекува бројот на заболени толку нагло да порасне, не може сите да се стават во болници. Тука се дискутираат и како предлози некои хотели да бидат преуредени како места за карантин. И тоа е идеја, бидејќи сега туризмот сега моментално нема да функционира во следниот период. Тоа е била и добра можност за хотелите. Ама во болница ние немаме толку простор си да ги изгрижиме, што значи приоритет за да бидат примени во болница имаат оние кои што се ризични групи, постари или кога доаѓа клинички го проценуваш дека не му е толку добро или гледаме во лабораторија некои промени што не загрижуваат, но на пациентот му е се уште да речеме релативно добро. Тој го ставаме на друг оддел кој што се исчисти у болницата, значи тоа беше претходно одделот кај што беа сите приватни пациенти. Сега е тоа одделот корона оддел за оние со малку симптоми или асимптоматски, ама во ризични групи. И таму лежат тие, таму има па друг оддел посебен, значи оддел кај кој што лежат тие што се оние кај што се сомневаме дека имаат коронавирус, но не е потврден. Друг простор е кај оние што веќе е потврден коронавирусот. И тие се, значи, стратегиите кои што се развиваат за да се, да речеме, води борба кон коронавирусот и се гледа дека и се менува начинот на работа. Например, хирурзите веќе нема да ги прават нивните елективни операции, односно планираните операции. Ќе прават операции кои што се неодложни од некоја причина или акутни операции, тие мора да се прават. Ама нивниот капацитет се намалува и на таа сметка ние ќе се обидеме хирурзите да ги земеме да ни помагаат на нас, интернистите, бидејќи ние не можеме да постигнеме сега со работата која што доаѓа. Тоа е исто уште една работа која што ќе се смени во периодот, значи ќе пробаме да регрутираме се повеќе лекари од другите области, бидејќи нема се постигнува. После тоа најверојатно ќе се воведе и уште како една додатна смена навечер и тие што се над нас, што обично седат дома и се на повик, можно е да тие да треба почесто да доаѓаат во болницата. Едниот од нив денеска спомна дури дека во Франција не си оделе дома луѓето. У дискусија, значи денеска се дискутираше доста на целата тема, бидејќи се очекува сега баш за викендов, исто се очекува бран на заразени. И значи се водат дискусии како се припремаат болниците за она што следи. Денеска не беше драматично во болница, имавме само еден што дојде во ургентен центар кај што се сомневавме за корона, кој што најверојатно има корона. Немаше лоша клиничка слика, го ставивме на одделот кај што се непотврдени се уште и го контролираат. Значи, пример, притисок 4 пати на ден, не е битно. Ако му е лошо, му кажуваат пријави се одма, сестрите ќе доат, ќе го видат како му е, ако му е лошо, тогаш одма не информираат нас. И што ни беше кажано од тие над нас, дека доколку на некој пациент од тој оддел, да речеме карантин оддел или кај оддел кај што се непотврдени пациенти со корона, доколку на некој му се влоши состојбата и се јават сестрите, слушај, овој не дише добро, дојди да го видиш, да не се губи време на оддел со правење на гасни анализи, бидејќи тоа се зима време, облекување на туку одма да се земе на интензивна нега, на новата интензивна нега што е направена и целата диагностика зашто се влошил респираторно да се прави таму, за да не се закасни во третманот на болеста. Че тоа се отприлика промените у мојата болница, а се тоа што се планира и начинот на постапување ќе се изфилтрира сега во текот на следниве денови. Значи, за жал сега мислам ми се погоди мене да сум дежурен за викендов, кога се очекува првиот бран. Ама сигурно ќе стекнам со тоа и многу искуство и прашањата кои што често не знаеме претходно да ги прашаме се добиваат во тек на дежурството. Значи добиваш случај тоа и тоа и тоа и во моментот размислуваш како да поставиш, бидејќи нема точен одговор. Нема правила точно каде како. И тоа се предизвиците на здравствените работници што следат во врска со коронавирус. Она што ме интересира се дали овие насоки од Министерството за здравство на Германија или се ова
структури кои секоја болница во зависност од својата инфраструктура ги прилагодува. Тоа ме интересираше. Вака, значи Министерството дава како груби информации. Министерството кажува, слушајте, ситуацијата изгледа вака и вака, како што ако продолжи порастот на заболените со оваа тенденција, ќе ни требаат поголем број на респиратори, ќе ни требаат поголем број на интензивни кревети, ќе ни треба оддел, ни треба у секоја болница оддел за корона пациенти, потврдени, непотврдени. Во ургентен центар ни треба една соба кај што ќе бидат изолирани, една шок соба кај што ќе бидат изолирани. Вие направете си план на база на вашата болница. Бидејќи Министерството не ги познава сите болници. Че у Германија има многу мали болници, а болницата во која што работам е релативно мала, средна болница. И не може да се направи еден план што ќе се имплементира на ниво на секоја болница. Затоа на тоа најниското ниво се дава слобода како ќе се организира тоа, ама се дава патоказ што све треба да се има. Значи, интензивен оддел, поголем број респиратори и така натаму. И секоја болница работи колку што има капацитети. Има онлайн систем, кај што стојат сите болници и стои која болница колку капацитети има. И сега во околината има 3 болници. Кога го земат пациентот од дома, они проверуваат на компјутер. Во која болница има уште место, окей, во таа има, возиме таму. Па ми се јавуваат телефонски за да го пречекам надвор на рампа, да влеземе заедно и така натаму. Значи најавени ќе доаѓаат пациентите сега за сега. Значи доколку масивно се зголеми бројот на заболени, тоа не може така. А ќе се зголеми, тоа ќе се менуваат многу работите. И диагностика, и терапија, и пуштање дома, све ќе се смени многу. Зависи од капацитет. Има ли нови сознанија од пред пар недели како зборевме во врска со вирусов? Дури и стручни лица да ви кажам дека вика колку што сум научен, веќе почнувам да се сомневам во се што сум учел. Значи, одеднаш, нели, имаше разговори дека како да се третираат мртвите. Например, бидејќи знаеме дека во мртов човек, во кадавер не може да преживее вирус, а имаме докази дека вирусот може да преживее од 3 до 7 дена дури и на асфалт. Така што веќе се поставуваат некои прашања, крематориум ни треба, вореден крематориум, у печки за топилница или да ги закопаме луѓето. Во Бергамо видовме морбидни слики каде што веќе војската доаѓа да ги преземе сандаците, бидејќи се забранети миси, нели, помени, закопи, сите јавни собери. Пред да идеме повторно за тоа, значи, запомни ми, прашањето ми е новите сознанија за вирусот, а претходно да те прашам како човек во Германија, колку е сменет животот и како изгледа? Дали таму има воредна, изворедна, кризна ситуација, како веќе се нарекува и каква е состојбата со снабдување? Запише убаво. Попаметен си од мене, велат паметниот запишува, а ја само си имплементирам. У мозок. Ај прво ќе кажам за како е ситуацијата надвор во општеството, да речеме, дали се осеќа нешто. До сега не се осеќаат големи промени, бар тука во Германија. Германија почна релативно и касно да ги имплементира овие работи што кај нас се веќе имплементирани. Домашна изолација која што се препорачува нели моментално, бидејќи и се осеќаат доста сигурни во тоа дека можат да ја менаџираат болеста. И првиот случај што го имавме во Германија, во Баварија, многу добро го исконтролира. Значи го згаснаа тоа жариште што беше и не се појави понатака нов случај. Браво. Но сега да, тоа супер го изменаџира, ама бидејќи се знаеше точно од кај доаѓа фокусот. Така. И сите од тој, значи тоа беше една жена која што ги инфицира повеќето и од тој фокус сите жаришта други ги згасна и го снема вирусот. И може дури до толку да се провери вирусот, значи промените на вирусот, што се знае дека моменталните вируси што се во Германија, што се врти сега да речеме новиот бран на пандемијата, на коронавирусот, имаат различен геном од тој вирус на заразените во Минхен, што беа првите во Баварија. Чекај, значи, што значи тоа? Тоа значи дека е друг вирус увезен од Кина или од Италија и може на база на геномот, на минималните промени на геномот да се утврди од каде доаѓа вирусот. Значи до толку е напредна анализата РНА.
Чекај. Ја сега да ти кажам, морници ме лазат по кичма. Ја реков, си имаме работа со исти вирус како што беше во Вухан. Јанко, да, морам да појаснам што него го работи. Ајде, молам. Вирусот е ист. Вирусите секогаш мутираат, како и ние луѓето. Само што ние луѓето мутираме у многу успорена снимка, илјадници години, вирусите се размножуваат толку брзо, што они за еден месец може да измутираат како ние за не знам колку милиони години. Вау. Разликите што се гледаат на вирусот, речеме тој што е вирус во Минхен и сега другиот што е увезен од Кина, се толку минимални што они немаат никаков ефект на начинот на кој што се пренесува или изразува вирусот на клиничката слика на пациентот. Значи тоа е практично истиот вирус, има различна адреса само. И на база на таа адреса може да се види дали вирусов што го имаме моментално во Германија е ист како тој што беше во Минхен пред 4-5 недели или не. Дали тоа значи дека вирусот е помалку или повеќе опасен по ризичните групи? Дали неговото делување останува исто? Мутациите во главно се неповолни за вирусите. Така. Добро. Ама често се случува мутација, еве како што е во случајот, нели, исто теоријата, не знам за тоа како настанува овој вирус, дали ја знаеш или да спомнам и тоа накратко. Те молам, ти го кажа еднаш, ама кажи. Рече тогаш дека коронавирусот е детектиран во 50-60 години. Ако не се лажам, првиот. Тоа си е коронавирус кој што постои од 50-те години. За да се изроди, он потребна му е еден лонец од услови биолошки каде што он ќе да искажи го ти тоа по-стручно. Вака, во животните, зашто излегува приказната дека коронавирусот доаѓа од животните, мислам тоа и така е до негде, сепак нема студии ова се да се потврди, ама тоа е начинот на кој што настанале сите пандемии. А тоа е што? Кај животните постојат милиони вируси кои што за нас не се воопшто релевантни и не предизвикуваат никаква клиничка слика и не ги познаваме и немаме ни потреба да ги познаваме. И сега, еден таков вирус нема можност, значи да не зарази нас. Што се случува? Како се претпоставува дека настанал овој вирус сега, новиот коронавирус? Да речеме еден интермедиерен домакин меѓу нас и третото животно, например, имаше спомнато, мислам, мравојат. И како интермедиерен, ова не е ни битно кое што е, него како интермедиерен домакин, во средината се наоѓа лилјакот. Лилјакот може да се зарази од двата вируси, и од мравојадот и од човекот. А човекот не може да се зарази од мравојадот. Кога лилјакот ќе се зарази со тие два вируси, тие може да мутираат така да тој вирус кој претходно не можел да се пренесе на човекот, ги добие карактеристиките од другиот вирус и сега наеднаш има можност да се пренесува на човекот. И таа мутација е таква што дозволува брзо ширење на вирусот преку капките, преку клунката. И наеднаш имаме нов вирус, досега непознат за имуниот систем на човекот, за целото човештво, со кој што целото човештво треба да се запознае. И така настануваат сите пандемии. И шпански грип и како во 1920 пандемијата. Пандемијата во 20 година направи масакар. После тоа имавме економска депресија и така натаму, но она што сакам да те прашам, дали имавме ние бенефит што преживеа тие од шпанскиот грип? Дали се разви некаков колективен имунитет? Дали нешто станавме повели? За шпанскиот грип можеби. Ама за овој вирус, ова е сосема нов вирус. За овој има, значи, разликата помеѓу, да речеме, децата и нас. Децата кога фаќаат една инфекција на горните респираторни патишта, они се имуно наивни, уште се немаат сретнато со тој вирус. Имаат многу поголема реакција и првпат се сретнуваат и тоа е и многу повеќе се реплицира вирусот кај нив. Сега, за овој вирус ние сме сите имуно наивни. Значи сите сме деца за овој вирус. И зашто настанува пандемија? Бидејќи вирусот може слободно да се шири, никој нема имунитет за него. Иначе да имаме имунитет, да речеме двајца од тројца да имаат имунитет, не може да се шири вирусот. Ке рипне кај еден, кај вториот не може да иде више. Готово, се завршува пандемијата. Колку време ни треба да создадеме имунитет?
Се ова за виролог повеќе прашање, ама Не. Тоа е добро прашање, тоа е најбитно прашање кај секоја пандемија. И тоа е одговор на прашањето колку време ќе трае цело ова и кога ќе заврши пандемијата. значи не лек, не вакцина, туку кога ние ќе развиеме имунитет. Вакцина би било супер. Така. Тоа е како Ама таа е превентива, не откако ќе заболиме. Да, тоа е како скратен пат да го имунизираме населението. Добро. Може да ти кажам за да разбереш, ти се надевам ќе го објаснам доволно јасно за да разберат сите кога ќе заврши пандемијата. Кои се предвидувањата кога ќе заврши пандемијата. Така? Моментално вирусот се пренесува. Еден човек заразува тројца. Тие тројца заразуваат 9 души и така натаму се пренесува експоненцијално. Експоненцијално. Значи предпоставките се дека заразуваат 2,5, значи еден заразува 2,5 луѓе статистички, ама ќе земеме сега еден заразува 3. Што треба да се случи за да заврши пандемија? Виролозите или микробиолозите го користат изразот R0, мислам дека се вика. Што значи тоа? Кога бројката ќе падне од еден човек да заразува тројца, да биде еден човек да зарази еден или помалку. А кога ќе се случи тоа? Кога двајца од тие тројца потенцијално заразени веќе ќе имаат стекнат имунитет. Ме разбираш или да го пробам уште еднаш да ве разбирам, одлично е тоа кажам. Колку е времето на еден имун систем да развие имунитет спрема ваков вирус? Еве према ХИВ ние не успеваме да развиеме никаков имунитет, бидејќи он во суштина ХИВот ни го уништува имунитетот. Коронавирусот ги напаѓа, да речеме, одредени делови, ние највише го чувствуваме последиците на како нели бронхитис, воспаление на бели дробови и така натаму. Па тоа ме интересира, дали ние имаме шанса да развиеме имунитет и колку време? Шпекулација нека биде. Ке ти кажам, не е шпекулација, него има веќе и студија на тоа, на резус мајмуни. Ама сакам само уште еднаш да кажам колку е битна оваа бројка од двајца од тројца да имаат имунитет, односно 2/3 од пациентите, односно 2/3 од населението, односно 66%. Кога 66% од населението ќе бидат имуни, дали ќе биде тоа преку заразување или преку вакцина, тогаш може да настане стоп на пандемијата. Сега, што пробува цел свет да направи? Пробува тие 60% да не се заразат у еден месец, зашто тоа не е изводливо. Туку тие 60% да се заразат у тек на година-две, за да може да ги фатиме во здравствениот систем. Оти ако се ви дојде во пик, не можете да ги... Да, не. Јасно. Ако дојде во пик, не може ни една болница да се спреми за 2 недели на толков број пациенти. Значи тоа не е возможно. Добра, нам не ни дојде памет кога ги прикажувавме сцените, кога Кина градеше болница за 10 дена, на Италија и на Европа, вика, како тогаш не ни запали сијаличката, дечки, прашање е на време кога ова ќе дојде кај нас. Не се луди, значи не биле луди што они знаеле, значи врвни научници биле од ваш ранг, кои знаеле дека ќе има таков пик кој ќе мора да обслужи многу луѓе одеднаш. И Кина ја сузби пандемијата. Следам со денови нема нови случаи. Тоа за Кина ќе видиме како ќе биде во следниот период, бидејќи Кина е огромна држава и има толку многу луѓе, значи тие надвор од карантинот, што уште се имуно наивни за вирусот, што тие ако настанат како бран кај тие луѓе, тогаш ќе видиме што ќе се случува во Кина. Значи сега за сега уште не може точно да се каже за Кина. И точно после 3 месеци на се во ова? Да. Значи пандемија ќе трае понатаму. Значи ова е почетокот само и сега секој здравствен систем се припрема тек сега за пандемијата. Колку време ни треба да развиеме имунитет? Вака. Студија на резус мајмуни, резус мајмуни значи како тоа се слични мајмуни на човекот. Животни на кои што можеме да правиме експерименти, кои што се, да речеме, најслични на човекот. 4 резус мајмуни се земени. Инфицирани со коронавирус. Еден од тие 4 мајмуни е после недела и пол убиен, ресециран
и белите дробови му се прегледани. Се гледа дека во мајмунот има иста таква реакција на белите дробови како кај луѓето кои што се заразени од вирусот. Значи, заклучуваме дека 4 мајмуни се заразуваат со вирусот како и човек. Што се случува? Тие другите 3 мајмуни се оздравуваат, после 28 дена се пробуваат повторно да се заразат со вирусна концентрација скоро 1.000.000 пати поголема од таа што е потребна за да се заразиме со вирусот. И не се разболуваат. Значи, 28 дена по инфекцијата, они веќе имаат доволен имунитет за да се справат со број на вируси 1.000.000 пати поголем од тој што е потребен за да се заразиме. Тоа е студија во Кина. Сега искачаме со 2 подпрашања. Ајде, доискажи се, добро? Доискажи се. И тоа е оптимистички, но мора да се каже дека сите студии што искачаат деновиве, и тоа се многу, и тоа се како preprints, како пред да се објавени, бидејќи нема време се чека да се објавуваат, тоа се уште, како да кажам, не се студии кои што би ги правеле во нормално време, со нормални услови, со нормално планирање и така натаму. А инаку, кога се стекнува имунитет, се смета дека околу 6-7 ден настанува сероконверзија, се вика тоа, кога се создаваат антитела спрема вирусот. Значи, 28 дена по тестирањето по заразувањето, овие 3 мајмуни имаат имунитет. Значи, тоа е мајмуните што биле тестирани, сите биле еднакво заразени, еднакво третирани, со иста храна, никакви дополнителни лекови. Сами по себе, нивниот организам создал имунитет. Значи, и ние луѓето, што имаме нормален и здрав имунитет, ако дојдеме во допир со вирусот, ќе развиеме имунитет. Дали имунитет се развива, докторе, ако еден вирус пенетрира во мене, или е потребна ниво на количина на вируси кои ќе предизвикаат реакција на мојот имун систем? Да. Секогаш е потребно ниво, одредено ниво на вируси да дојдат до одредено место за да предизвикаат инфекција. Пример, не ги знам точни бројки и не верувам дека има официјални точни бројки, да каже некој ни треба 10.000 вирусни копии да дојдат на тоа место за да се предизвика инфекција. И нема потреба, мислам, официјално за јавноста или освен за научни цели, нема потреба да се знае тоа. Ама секогаш е важно колкав број на вируси ќе стигнат до кое место. И затоа е тоа важно на површини кога ги правиме обидите. Таму се намалува постојано бројот на вируси на површината. И ти ако, например, сега капка која што капнала на масата, после 6 сати, веќе која е позасушена, за да се заразиш од неа, би требало да ја земеш на прст, па у грло да си го ставиш прстот, за да се, бидејќи самата кожа неутрализира дел од вирусите. Сапун неутрализира исто дел од вирусите, дезинфекционо средство. И вирулентноста, способноста да предизвикаат инфекција се намалува драстично после 8-миот час, посебно кај вирусот, ама постојано се намалува. И нема тестови на луѓе до сега, тоа се све тестови ин витро, значи во епрувета. Зимаме 10.000 вируси, ги ставаме на хартија. И на поише капки хартија. Зимаме првата капка, ја испитуваме после 3 сати. Гледаме, на неа има уште вируси, добро, уште да речеме 5.000 вирусни копии. Зимаме од вирусните копии, правиме клеточна култура, да видиме дали растат или не. Клеточната култура расте, викаме, има толку и толку копии и уште предизвикува инфекција. После чекаме уште 3 сати, гледаме, има уште 2000 копии, ставаме во клеточна култура. Добро, уште предизвикува инфекција, значи уште е вирулентно на хартија после 6 сати, да речеме. Значи може да развие заболување, добро? Значи ако расте во клеточна култура вирусот, тоа значи дека може да предизвика воспаление. Така. И така ќе дојдеме која количина, после колку време она успева тоа да го направи. Ајде ова прашање. Дали заразен и заболен е исто? Не. Заразен со вирус е некој. Ако јас сум, например, заразен, значи сум дошол во контакт со вирусот, веќе најчесто се локализира на почетокот на грлото, веќе вирусот почнал да се размножува, но не се размножил до таа мера да има реакција на телото
и да предизвика болест или симптоми кај мене. Доколку воопшто предизвика симптоми кај мене, на пример, бидејќи сега има и млади што заболуваат, ама кај млади и здрави луѓе има дел од нив, можем и да проверам точна бројка, што проаѓаат асимптоматски. Значи не осеќаат, околу 1/3, мислам дури дека од луѓето проаѓаат со малце носот му тече, не осеќаат. Ама треба да ги проверам точно бројките и тоа се сите бројки базирани на претпоставки. Мора во Италија скоро сите што починале, успеав да дојдам до тој податок, не знам зошто се крие, можеби од X причини, нели, да не настане она сегрегација меѓу популацијата воопшто во светот, дека сите што починале биле постари лица и луѓе кои имале претходно друга болест. Значи не умреле само од корона, они веќе биле болни од друга болест. Што значи дека короната коси кај стари луѓе, хронично заболени, значи луѓе кои имаат и имуно тешки заболувања како мијастенија гравис, болни од рак, кардиоваскуларни и така натаму и така натаму. Да. Но што е важно во епидемиологијата? Значи ние секоја година имаме, посебно во зимскиот период, во секоја држава, толку и толку луѓе умираат, што е нормално. И сега тие умираат, дел од нив умираат од грип, дел од нив, не знам, ќе фатат некоја настинка и толку едноставно на телото му дошло време да умре и само бара повод. И тоа ќе е некој вирус, некоја бактериска инфекција, што и да е. Едноставно не може да се избори. Нема више сила телото. Значи тоа се стари изнемоштени луѓе, они мораат нешто да умрат. И сега не се случува секогаш како во филмовите, нели, лежиме мирно све и знаеш дека утре ќе умреш. Не е така. Него болните, старите доаѓаат, обично, посебно од старечки дом, со инфекција на мочни патишта, со пневмонија, го аспирирале течност, јадење, например, нешто. И развиваат инфекција, а знаеме дека капацитетите на телото се при крај. И тие сите умираат, на нешто мора да умрат. Сега, битно е што во случајот со корона, тој процент што секоја година умираат стари, сега е во Италија многу поголем за овој период. Значи тоа се вика на германски како Übersterblichkeit. Како не знам како да го преведам. Поголем број на смртност во тој период од претходната година. Кажи го на германски во оригинал? Übersterblichkeit. Dankeschön. Преку, да. Веќе стигнуваат прашања, да објасните се, не имате слободно. Ја ги поканувам гледачите, они веќе ми праќаат прашања, слободно праќајте ми на на мојот личен профил. Не знам дали ќе биде технички баш добро да ве вклучувам во програма, но еве, мојот профил, мојата имейл адреса, поставувајте прашања, ја ќе му ги поставам. Да, еве мојата имейл адреса, адресата ќе биде овде отворена пред мене и ја ќе му ги поставувам прашањата на докторот. Докторе, ве молам, продолжете. Крај нема ова, сакаме да ви слушаме. Во Германија тој број, таа Übersterblichkeit уште не е постигната. Значи до вчера, значи денешните бројки уште ги немам, нема време после работа да стигнам све тоа што ми го пушти да го видам исто видеото, не успев да го стигнам, ама може да разговараме, само ќе ми кажеш поточно која беше темата, бидејќи видов дека е малце подолго и нема време да го изгледам видеото што ми го пушти во инбокс. Во Германија уште не е стигната таа бројка, таа Übersterblichkeit. Бидејќи имаме доста релативно мал број смртни случаи, до сега беа 12 до вчера. Што значи успоредба со лани нема зголемување на бројот, ама се очекува сега да дојде до таа бројка се стигне и точно е дека луѓето се стари хронични болести, но сепак во многу поголем број отколку што секоја сезона, секоја зима се гледа и се очекува. Значи тоа е исто дел од проблемот. Голем дел од проблемот. Еве вака да ви кажам за вчерашното јавување, докторот почитуваниот ДК вика вчера имав чест во вашата емисија да споделам некои сознанија за актуелната состојба со COVID-19. Со посебен осврт на новиот коронавирус, сега именуван од Комисијата за таксономија при СЗО како SARS-CoV-2. Имам една забелешка. Кога зборував за така наречена мутација, збореше за мутацијата негова, како произлегол, реков дека тоа е термин што не сакам да го слушам, бидејќи таа мутација, reassortment, денес подразбира два процеса.
антиген shift или голема промена и антиген drill или мала промена. Внесен во емисијата, направив лапсус лингва, никако лапсус церебри, наместо drill треба да стои дрифт, поточно антиген дрифт. Како и да е, го исполни ветувањето дека ќе ви се јавам, а попатно ќе ви објаснам за ненамерната грешка. Се друго е тоа. Ви благодарам за остапеното време. Бајдаве така натаму и така натаму. Тоа е отприлика он што говореше господинот лекар за мутацијата на вирусот. Значи, теориите на заговор брзо паднаа дека ова некаков лабораториски и така натаму, и бидејќи дали во лабораторија или во животно, се едно е, вирусите ќе измутираат, а ние многу тешко можеме да ги натераме да измутираат онака како што нам ни одговара. Значи, тоа е невозможно никако. Мислам, возможно е лабораторија да се прават одредени мутации кои што нас не одговараат. И тоа се применува, нели, во технологијата, се пробува да се примени за наша корист. Во случајов, мислам дека шпекулациите дали настанал вамо или таму се воопшто небитни, бидејќи ситуацијата која што имаме моментално е таа. И дали ќе се докаже сега дека настанал во животно или дека го направил некој човек во лабораторија, ситуацијата е таа каква што е и сите треба да се справат сега со проблемот што го имаме пред нас. Затоа ја воопшто не посветувам време на тие работи, не ни читам за шпекулациите, бидејќи не се релевантни на понатамошниот тек на настаните. Освен ако претпоставиме дека тој што го направил вирусот веќе имал спремено и некој си антидот, вакцина, нешто, ама тоа е веќе премногу шпекулирање. И зашто би го направил тој у Кина? Мислам, пола Кина економијата иако рековте вие прошлиот пат дека е потребно година дена за вакцина, стигнаа вести дека веќе германците и кинезите, но и американците интензивно работат и дека германците се можеби најблиску во мај месец ќе имаме првите резултати за човечко тестирање. Значи, се уште се претпоставките дека најверојатно 2021 ќе излезе вакцината. Сега и меѓу вакцина и вакцина има многу разлики. Thank you very much. Значи, не само вакцина како поим, него има, да речеме, пасивна имунизација, активна имунизација. Пасивно значи телото не мора да прави ништо. Ние на телото му даваме готов коктел на антитела што некој друг веќе ги створил против вирусот. Например, јас се заразувам со вирусот, моето тело создава антитело. Па не ли се такви тие, например, за ебола и за многу тешки заболувања, каде што готови антитела се даваат, бидејќи организмот не може да се избори со еболата, па мора да му дадеме готови антитела кои... А како ги добиваме тие антитела? Антителата се добиваат, например, еве, јас оздравам, од мене се зима крв, за точната процедура како се филтрира, тоа не го знам и не е воопшто потребно за еден лекар да го знае. Од мене се зима крв, се издвојуваат антителата и сега и тоа е друга работа. Антитела се создаваат према еден вирус многу различни антитела. Дел од нив се врзуваат на вирусот, дел од нив влегуваат во капсулата на вирусот. Ама има начин на имунизација, серумот од веќе оздравен, да речеме од мене, се зима, се филтрира, приготвуваат коктел од антитела, и го ставаат во мускул, пасивна имунизација. Значи, ти добиваш готов продукт, направен во друг имун систем. Така, но дали организмот го вчитува после во својот биос и го зема како свој? Па утре кој ќе му затреба повторно, он ќе може тоа да го произведе. Да. Значи, телото секако е веќе во фаза на создавање на тие. Така. Ние само му помагаме. Да. Или пак и да не е моментално, он сега ќе дое во контакт со тие антитела. И сега се работи пак зависно кој антитела. Ако сакаме специфични да бидеме, точно за овој вирус, може да се создадат, например, така наречени моноклонални антитела. Значи, од тие куп антитела, што може да направиме пасивна вакцина, го бираме точно тоа антитело што го убива вирусот. Не бираме антитело што се врзува на вирусот, го означува вирусот. Правиме едно моноклонално антитело, тоа би било точно целна вакцина. Моноклонално антитело значи зимаме антителото кој што го уништува вирусот, правиме клонови од него, голем број, му ги ставаме во мускул. Кажете ми уште еднаш. Повелете, доискажете се. Тоа е пасивна имунизација, пасивна вакцина. Добро. Значи телото наше одмара, му даваме готов коктел.
активна е кога му даваме на телото делчиња од вирусот, кои што сами по себе не се способни да предизвикаат инфекција, но се способни да предизвикаат имуна реакција, создавање на имунитет. И така, со помош на вакцината, го заобиколуваме патот да се зарази 2/3 од населението, со тоа што им даваме имунитет. И на тој начин се прекинува пандемијата. Ама, како што кажав, за една вакцина да излезе, прво, нели, да се најде нешто, и имам исто и добри информации на тоа, веќе постојат моноклонални антитела за SARS вирусот, за првиот SARS вирус. Што веќе се и испробани во Германија и се смета дека напаѓаат еден површински протеин на вирусот, кој што е одговорен за неговата залепување на клетките и влегување во клетките. Што значи, тоа имаме, да речеме, како head start, како почињаме понапред од трката, бидејќи веќе имаме нешто развиено за SARS вирусот, кој што беше која година? 2000, не знам точно, веќе. 2003, 4, 5, така нешто беше. Тој е изумрен, SARS вирусот веќе не игра никаква улога за човекот. Значи тој исчезна. Сега за овој вирус се надевавме дека ќе се случи тоа, или пак кога се стопли времето дека ќе се случи, ама не се случи. Ама доаѓаат другите сценарија, предвидувања сега во игра. Што значи такви работи се прават секојдневно, такви испитувања. Буквално бараат по подрумите што имаме старо. Загрижени ли сте, докторе? Не сум загрижен, толку колку што си викам сега, следниве 3-4 месеци ја нема да излезам од болница. Минимум. Мене тоа ми представува моментално мака и од утре почнува тоа. И знам дека ќе биде се повеќе и повеќе, и знам дека кога ќе влезеш у тој болнички живот, забораваш надвор реалноста каква е. Кога си дежурен, например 14-15 сати у болница, не знаеш више надвор ни сонце дали грее, ни што се случува. Ти си внесен само у пациентите, доаѓаат нови, и дор влезеш малку у тој модус, први не тешко, посебно после еден месец пауза, и додека си во тој модус и под доста голем стрес постојано. Од стрес, од физички напор, како вие си го одржувате вашиот имунитет постојано во контакт со заболени? Иако верувам дека таму кај што работите, Германија, стандардите на дезинфекција се космички, но сепак? Да, иако мора да кажам дека денеска исто така ни беше од болницата кажано дека секој има по една маска на располагање, која што треба да му стои од обичните хируршки, која што треба да му стои околу врат и да користи, бидејќи нема едноставно маски. Немате маски у Германија? Нема. По една на асистент денеска беше, една од обичните, една од тие со вентил FFP95. Како може во Германија да снема нешто воопшто? Јанко, не се работи за Германија, се работи за цел свет. Значи, одеднаш почна да се купуваат толку маски, како што нормално би се потрошиле за година-две. И сега никој нема произведено толку резерва на маски, бидејќи нема едноставно потреба. И сега одеднаш се купија толку маски, посебно меѓу населението, што едноставно нема. Да се прават нови и се очекува и утре да стигнат нови. Значи, за имање имаме маски, ама мора да пазиме. И сега се почнува да се пази и со ракавици. Денеска имаше некои као поевтини ракавици што треба да користиме за преглед на пациенти, не од тие што се подебели, што пружаат голема заштита. Значи малце се И самите ракавици да ги дезинфицирате? Не, да ги фрлиме после. Да ги фрлиме. Добре. Ракавици е доста опасно, се лепат на много. 20 пациенти да прегледа со еден пар ракавици? Тоа никако. Тие стандарди не ги напушта Германија. Не. Так. И со ракавици да ги дезинфицираш па седнеш да пишеш на компјутер, тоа не иде. Значи не ги напушта, ама малце го спушта стандардот што е типичен за Германија. Тоа веќе се приметува. Тоа веќе се приметува. Дали еве надвор од тоа, вие како семеен човек се чувствува веќе по маркетите, зголемено потрошувачка на одредени продукти и артикли? Да. Ја бев, кога бев минатата недела, или понеделникот сега бев во продавница, и видов по регалите, буквално шпагетите кај што стојат макарони, ориз, уште тие биопроизводи се останат. Тие се тродупло поскапи,
бидејќи се нели био, без пестициди, без што знам ја. И веганските. И веганските, мада и тие се трошат, пошто и веганите нели мора да си купат резерви, ама останате си имаш право и тие. Тоалетните ги немаше и у една поголема продавница кај што бев исто рекоа како ова ни се последните резерви, дезинфекциони средства нема и следните 6 недели не се очекувани да дојдат. Значи луѓето почна да купуваат многу на секден, у цел свет е истото. Значи кога те фати страх, веќе не мислиш ти на општеството, сега си гледа да преживее сам и тоа е малце проблемот. Имаме психолошка пандемија паралелно со ова. Сите се уплашени. И колку системот ќе го издржи ова, здравствениот, економскиот, допрва ние ќе се соочуваме со... Но, добро, да се вратиме на вашата струка. Рековте дека имате процедури сега нови во Германија, во вашата болница. Како ги примате, како ги третирате? Дека целата болница е веќе rearranged, преаранжирана и приспособена за новата ситуација. Рековте, бидејќи вие работите на интензивна нега како интернист, меѓу другото. Рековте дека сега имате сегментирано спрема степени на заболување. Дали се тие по години или по степен на заболување и колку такви сегменти постојат во моментов? Значи по години немаме такво сегментирање, тоа би било више екстремна триажа од сега да се почне така по години. Значи уште од сега од сега да речеме тие над 18 години не идат на машина, тоа е претерано. Мада очекувам, бидејќи Германија мора да се каже, не знам како да се изразам, не се претерува, ама има толку им е напредна медицината што ние имаме на интензивна нега 90-91 годишен пациент интубиран. Не се откажувате од никого? Не. Му даваме шанса. Сега, зборувам доколку не е дементен, има милион болести претходно. Значи, ако имал релативно добар квалитет на живот и сега добива една пневмонија, кој што знаеме дека ако му помогнеме со машина една недела да преброди, ќе преживее, ќе живее можеби уште година-две и имаме капацитети машини, зашто не пробаме да даваме шансата на човек? Не зборам за дементни, за хронично болни. Колку такви сегменти имате, значи, за ниво на заболени? Значи, сега, што сакам да кажам, очекувам во следниот период дека тоа веќе нема може тој луксус да се прави. Кога дојде 90 годишниот да го ставиме на интензивна нега на респиратор. Едноставно ќе немате место. Нема, не само што нема место, ќе размислиш два пати. Ако оставам на респиратор денеска 90 годишниот, он една недела е на респиратор. Ако све оди како што треба. Една недела ќе на респиратор, па после му треба време да се одвикне од респиратор, weaning се вика тоа. Како се вика? Weaning, како одвикнување од цицење на некој начин се вика, како weaning. Така. Една недела тоа ќе му треба, па после хронични последици од интубацијата, има милион, може да се развие бактериска пневмонија, може тој пациент месец дена да лежи на интензивна. Ке размислиш два пати дали тој респиратор што го имаш, ќе го искористиш за следниот месец дена со 90 годишен човек, или ќе речеш да го земеме на нормалниот оддел, да пробаме со течности, со сите мерки на поддршка што можеме, со кислород да му даваме, ама ако дојде до степен белиот дроб да е толку оштетен, акутен респираторен дистрес синдром, например, да бара интубација и високо ниво на кислород, да речеме, не се исплати борбата кај овој пациент, со други зборови. Иако звучи малце лошо, можеби, за модерната медицина. А колку различни места имаме, како што реков, пациентите што обично лежат во болница се распоредени сега по хируршките оддели, бидејќи таму нема многу пациенти моментално. И одделот што беше за приватни пациенти е сегментиран на два дела, потврдени и непотврдени. Интензивната нега, околу 10 кревети се ослободуваат моментално сега во нашата болница за луѓе на машина што мора да дојдат. Се прави друга интензивна нега паралелно. Добро е што градиме болница моментално до нас, многу поголема, ама тоа е голем проект, додека се изгради и треба време. И
Тоа е како се реаранжираше болницата. И исто има строги мерки на посета, значи више нема посета, се забрани посета, освен кај луѓе кои што се пред смрт, значи последен пат да се посета, такво нешто се дозволува. И има строга контрола на врата кој влегува во болницата, значи мора да се идентифицираме. А ако се воведе и мерката да не сме да се излегува од дома, тоа што лекари со така мора да се идентифицираш, полиција ако те застане. И се осеќа малце помало ниво на сообраќај низ градот. Имаме едно прашање од гледач, стигна пар прашања, ќе продолжиме ние со разговорот, имам уште прашања за вас, докторе. Вика, те молам, прашај го да одговори колку треба да ти биде ЦРП за добар имунолошки систем? Не, значи лошо прашање. ЦРП е C-реактивен протеин. ЦРП се покачува при секоја имунолошка реакција на организмот, а не мора да е имунолошка, при секоја воспалителна реакција, а не мора да е воспалителна. Например, денеска да земам со чекам да си го удрам прстот, ЦРП утре ќе ми биде, да речеме, ако е нормално 0,5, ќе ми биде 3,4. Чи ЦРП е само индикатор за дали има некоја инфекција во организмот и колку е јака таа инфекција. Значи, нормално ако видам ја пациент доаѓа со ЦРП од 30 сега тука да речеме кај нас, тогаш се викам, ова има јака реакција во телото, може да има труење на крвта, чека да видам што да правам. Ако видам ЦРП од 1, се викам, мада кај вирусни заболувања тоа не мора секогаш да значи, бидејќи сум имал пациенти што дошле од Сабајле со ЦРП 0 и вечерта доаѓаат во критична состојба. Има и такви случаи. ЦРП е само еден индикатор кој што ни помага во одредување на понатамашниот тек на лекување и диагностика. Додатно на тоа, клиничката слика е најбитна, испитувањето, прегледот на пациентот и други параметри. ЦРП не треба воопшто за населението да има интерес за ЦРП. Тоа е мерка што... Како ги третирате, како таму ги третирате диабетичарите? Кај кој е диагностициран или ги имаат симптомите на корона? Исто? Ништо поразлично. Значи нема различен третман. За сите луѓе моментално важи истиот третман, со тоа што кога ќе се пуштаат експериментални лекови, значи оф-лейб употреба на некои лекови што веќе постојат, тие најверојатно ќе се даваат на луѓе кои што би имале најголема смртност во случај да се заразат. Например, доколку доаѓа некој пациент со веќе со напреден диабет тип 2, со оштетување на органите. Кај него викаме, ако не дадеме терапија, веројатноста дека ќе умре, да речеме, е поголема. Затоа да пробаме со леков експериментално, можеби и ќе наштети, не се знае, значи тоа се експерименти што се прават. Тие луѓе може да добиваат терапија, ама у малите клиники како нашата, такви клинички студии воопшто не се испитуваат. Што значи терапијата на сите е иста. Само поддршка, било каква, значи, дали е тоа течност, дали е тоа нешто за болка, дали е тоа кислород, дали е тоа да иде на машина пациентот за да биде вештачки на респиратор, значи вештачки да добива кислород. Тоа се мерките на поддршка. Нема за никоја група посебна терапија, бидејќи едноставно нема лек. И точно е дека луѓето со хронични болести имаат полош ауткам, бидејќи едноставно органите се оштетени. Кај тип 2 диабетес има исто тип 2 и тип 2. Може, например, да имаме човек со тип 2 диабетес на кој што средниот просечната вредност HbA1c му е 20. Тоа е многу покачено. И така му е, да речеме, минатите 5 години или 10 години. Тој веќе има оштетување на повеќе органи. А имаме диабетичар кој што му е диагностициран диабет пред 2 години и HbA1c му е 7, малку покачен, уште нема потреба за терапија, уште може со спорт да го контролира, да речеме, шекерот, кај тој нема поголем ризик отколку кај обичното население. Една шпекулативен разговор, ако може да не го наруши вашето ниво. Сум приметил низ животов, имам доста децени, дека и сум прележал доста грипови. Сум забележал дека ако настинам, грип не фаќам. Не знам дали е правило, го гуглав тоа, ама никогаш не ми се случило да имам во исто време настинка, она класична настинка, која нели, за неколку дена, и да имам грип во исто време.
И често пати тоа го гуглам, значи не најдов никаква студија, но најдов исто така сведоштва на многу луѓе дека ако имаш веќе некој таков процес во тебе кој предизвикува реакција на имуниот систем, дека може да ти помогне при некој вак. Но според науката и што научив и од вас, ако немаш ти точно одредени, програмирани антитела, џабе имунитет, џабе е целиот муабет или? Не е точно, не е точно. Значи антителата се едно, значи антителата го напаѓаат вирусот целно. Значи на одреден дел од вирусот има различни антитела, како што реков. Тоа го напаѓа еден дел од вирусот, тоа напаѓа друг дел од вирусот. Тоа е еден вид на имунитет кој што го создаваат Б клетките. Значи не е ни битно. Сега има друг тип на имунитет, односно клеточен имунитет. Значи и ова е, мора да кажам, генетика и имунологија сум учел многу одамна. Може да направам некои грешки, ама концептот е тој. Има клеточен имунитет, што значи тоа се те клетки обично се викаат, кои што директно напаѓаат, тоа се првите војници што немаат некоја специјална обука. Него тие ги пуштаме у војна, додека се создадат специјални снайперисти, пуштаме првин клеточен имунитет, да проба да се избори со имунитетот. Ако има човек добар клеточен имунитет, како кај младите, тогаш ќе се избориме со вирусот. Затоа во суштина кај младите многу полесно поминува. Значи помлади, што се вика стем клетка, е отпорна по дефолт затоа што го има таа прва линија а ние со време создаваме по-специфични клетки за одредени заболувања. И сега ова ни се случува. Ова ново е, организмот на човекот ширум светот е неспособен и затоа и ја бев непријатно изненаден бидејќи мислев дека вакви вируси во тропски предели каде што е топло нема да се појави. И тоа како се појави и тука е големата загриженост, бидејќи го има и во пустински простори каде што вирус на грип не се памти дека можел да, бидејќи не може да преживе. Дали е ова резултат све на комуникација или можеби овој вирус станува airborne, па воздушни струи или не знам како да го пренесат? Како мислиш airborne? Тоа е секако airborne, нели, не преку аерокапкове. Еве да кажам воздушна струја дека може да го измакне километри. Значи тоа е скоро, мислам, невозможно. Ќе ти кажам како најчесто настанал преносот. Ние кога збориме, правиме еден тип на капки, нели, кога зборам обично правам поголеми капки, кога плукаме, отколку кога киваме. После емисијава и двајцата бришеме мониторот, тоа си знаеме. Дезинфицирам, јас спремно ми е тука, не лажам, немам уште. Тоа се два различни типови на капки. И тие што се поголемите капки кога збориме, тие се тешки и паѓаат директно на земја. И вирусот да го падне на земја. Помалите аеросоли, тоа е битно, кога ги кивнеме, тие остануваат во просторот, како дезодоранс кога ќе прснеш. И останува некој време, 10 минути, нема точна бројка. Затоа е маската тука прва линија на одбрана. И за тоа ќе можам да кажам по-обширно. Значи нема работата, нема одговор со да или не. Све зависи од многу работи. И сега, например, тој аеросол, ако пројдеме, ние се прошетаме, издишеме еднаш, па тоа е вирусот. Ама, тој аеросол да биде носен со километри со ветери, тоа одма се исушува. И вирусот више е неспособен да те зарази. Ако се исуши, падне на земја вирусот, после максимум неколку часа, посебно како што видовме у топли услови надвор, значи не во домакинот, изумира побрзо. Значи да се носи со ветер, со километри, тоа е невозможно такво нешто. Според моите сознанија, ама еве ако знае некој подобро, ама јас не верам. Да чуеме за маската пообширно. За маска, точно, ако пројдеш низ таков аеросол и носиш маска, дека шансите да се заразиш се помали. Ама тој аеросол исто така може да дое во твоите очи и на тој начин да се заразиш. Точно, најчесто се заразуваш кога ќе влезат вирусите во грлото, но и овој пат на трансмисија не е да се исклучи. Затоа, бидејќи веќе има недостаток на маски, не е возможно секој да носи маска надвор,
као прво немаме таква култура како у Кина, нели уште се вртиме некој кој носи маска, мада последните денови тоа се менува. Маската, хируршка маска, е наменета за луѓе кои што се настинати. Јас на пример сум настинат. Треба да идам у болница на преглед сега. Обавезно на врата уште ми ставаат маска, зашто у болница као прво чекаат уште други стари болни луѓе, еднаш да кивнам, тројца ќе заразам. Затоа се става на заразениот, а не на сите други освен на заразениот. Значи нема логика, тоа нема да функционира освен ако буквално секој носи маска во општеството. А тоа е тешко да се постигне. И со тоа правиме што направивме, се купуваат маските, као прво не се ни употребуваат баш како што треба, заштитата која што ја пружат посебно хируршките маски не е ни толку голема. И Светската здравствена организација кажува дека нема евиденција дека носење на маска го намалува ризикот за заразување со коронавирусот. Значи го намалува ризикот до тој степен да забележиме некоја разлика. Напротив, вика, Светска здравствена организација, кога се носи маска се има чувство на како лажна сигурност, има маска, заштитен сум, и се заборава на основните работи на хигиена. Ќе фатиме негде, после ќе се почешаме или на око или на како и да е. На рацете се заборава. Што е грешката да не се повтори она што се случи во Италија и се уште се случува, која го надмина пикот скоро на починати од Кина? Што е тоа што прави Германија да не се случи? Како се постапува по вас во овакви случаи и кај е најголемата грешка на Италија, например? Што они утна па да научиме од тие грешки? Не само системот, туку и ние луѓето. Значи, добро, ќе кажем и за ние луѓето, инаку што е грешката, што се случи во Италија? Во Италија се случи тоа што постојано се збори за таа крива, нели? Тоа збориме за flatten the curve, како треба да е рамна кривата. Еве јас малце ќе те спуштам. Да, за визуелно. Да, визуелно да видим. Значи, доколку се обидеме да е кривата се да не дојде до таков нагол пораст на кривата, него да оди постепено покачувањето, тогаш здравствениот систем ќе може како да речем, да ги фати тој број на болни и да ги згрижи. И тоа да го се одвива постепено, ние за тој период ќе правиме се повеќе и повеќе нови респиратори, ќе градиме полека нови болници и така натаму ќе се згрижуваат луѓе. Ама ако настане стигне да ги прегледа сите пациенти. И што се случи во Италија? Во Италија првите случаи мислам дека се диагностицира откако веќе имаше починати. И они го диагностицира на база на тоа што чекате имаме неколку починати, поголем број на респираторни инфекции, да не е корона. И се воспостави дека е корона. Значи, додека вие говорите, јас ја покажувам графата која во моментов на дневна основа бројот на заболени расте за 10.000 на ден во други места. Во Кина, кој што гледам, опаѓа, но и расте бројот на оздравени. Тоа е многу важно. Значи, 236.420 е официјално дека се заразени. 236.000. 236.000 според Џон Хопкинс универзитетот. Значи, 84.962 потполно излечени, а 9.819 починати. 3.400 во Италија, 3.100 во Кина. Добро. Тоа е она што сакав да го нагласам за да го збориме. Што сгрешија они што ние направивме? Премногу касно. Ароганција ли е, неспремност на системот ли е, неразбирање на сериозност на ситуацијата, неможноста. Италија заболеа многу доктори. Италија ангажираше армија од студенти, 10.000 студенти ги унапреди во лекари преку ноќ за да влезат во системот, бидејќи здравствениот систем им се распаѓа, да не им се распадне, еве да речем. Не, тоа се случува во Германија и во Германија планот се да се регрутираат студенти, да помагаат, бидејќи не мора студентот, не знам, да го контролира респираторот, како да му даваме кислород на пациентите и така натаму. Но тој може да ни помогне
да се прегледа пациентот, да се земе крв, да се отиде да се направи контрола например на крв, да види како му е на пациентот, за некои поедноставни работи, документација. Значи ќе има екстремно многу работа. Исто од здравствен дом добиваат сега помош од Роберт Кох институт од Германија. Значи луѓето што се на пониските позиции ги праќаат да помагаат кај што е можно. Сегде се прави тоа. Италија најверојатно, мислам не најверојатно, Италија беше неспремна за вирусот. И они не можеа толку брзо да се справат со бројот на болни. Едноставно е невозможно. Нема доволни капацитети. Дали во Германија има сега потреба да се направи нешто слично како во Вухан? За болницата зборам. Дали Германија има можност логистичка да направи такво нешто? Моментално такво нешто не гледам нигде дека се прави. Моментално се иде на опцијата болниците што ги имаме да ги опремиме максимално што можеме повеќе со апарати за да ги згрижиме пациентите. На нови згради и градење не се иде, туку се ограничува бројот на пациенти што ќе се прегледуваат редовно. Хируршките пациенти се изфрлаат, болниците што ги имаме се претварат буквално у корона оддели, со други зборови. Тоа е тактиката. И на бројките што ги кажа, не би се до толку фиксирал секој ден. Денеска имаме 10.000, денеска имаме 5.000. Као прво тоа се бројки само тестирани луѓе. Не збориме за тие сите што ги имаат симптомите, што веќе во Италија не може да се тестира. Едноставно нема тестови, ни у Германија ќе нема за сите да се тестираат кога ќе дојде брана. Битно е бројката да видиме само кривата. Сегашните претпоставки викаат дека бројот на заболени се дуплира за една недела. Значи сега ако речи имаме 236.000, ајде да видиме идниот, што сме денес четврток, дали ќе има 500.000 и нешто во светот. Ако иде така, кривата, тоа е експоненцијален раст. Тоа е лошо. Ако се забави, да речеме денеска се 236.000, идна недела се 350.000, тоа е веќе успорување, не се дуплира бројот. Тоа што го барате, што го зборите како добро, го има во моментов во Кина, која уште во 16 февруари дојде до највисоката стапка негде околу 80.000 и до ден денеска, до вчера завчера, таа бројка ја има, а веќе и се намалува. Тоа е она што ние го сакаме во светот. Но не знам дали вие можете да го видите, бројката од 14 март, која изнесува 75.000, до 19 март, според Џон Хопкинс, статистиката за следење на коронавирусот, е 155.000. Од 14 за 3 дена дуплирано. Добро, значи уште побрзо од недела. Тоа целта на цел свет е оваа крива да стане како кај Кина. Само така би и ќе се прават се поголеми и поголеми ограничувања во движењето до не се постигне тоа. Значи ако треба полициски час, буквално нема излегување од дома за да кривата остане рамна. Инаку сме сите под ризик. Едноставно здравствениот систем не може да поднесе толку пациенти. Значи тоа се едноставни бројки. Знаете, сега се поставуваат и многу логични економски дали населението на светот ќе може да го преживее ова не заради короната, туку заради застојот во снабдувањето. Значи, намалување на движење, тоа значи не идеш на работа. Кој ќе произведува, како ќе циркулира робата, како е сето тоа. Значи, ни економскиот систем во светот не е подготвен за вакво нешто. Да, значи, ова се мерки кои што веќе се анализираат и се планираат у високи политички кругови. Кои политичари донесуваат одлуки на база на препораките на микробиолози, виролози, шефови на клиники и така натаму. И тие луѓе немаат лесна одлука сега. Значи тие се исто обични луѓе како ние што добиваат информација од некои научници и треба да донесат сега нека одлука. И читав баш имаше како разгледување на една друга мерка, например, направиле план што би се случило доколку наместо овие мерки што ги правиме сега, да речеме затварање школи, сите се дома и така натаму, да се рече и ова се све груби бројки, да се рече да не се затвараат градинките и школата, туку сите заразени да се стават во домашен карантин со се целата фамилија плюс
оние над 17 години да се изолираат. Значи како мерка, една опција. И ги изанализирале бројките при таа опција и излегло дека 8 пати повеќе луѓе ќе завршат на респиратор така. И затоа се отишло и тоа е ситуацијата во Италија. И затоа се применуваат сега се подрастични мерки. За да не се случи ова, значи ова сценарио, и ќе се оди со се построги мерки на таа варијанта, се построги мерки додека не се стигне таа рамна крива и после тоа, за да може да опстане економијата, производството, ќе почнат да се опуштаат мерките повторно за најесенцијалните делови од општеството. Ова ќе трае многу подолго од месеци. Да. Значи светов како што го знаеме да го заборавиме. Предвидувањата викаат сега се збориме, не мора да зборите стручно, слободно оградете се, ова е ја што го давам како шпекулација. Имам едно страшно прашање за вас како лекар. Прочитав податок, сега нормално дека има и многу лажни вести, но ако стигнало до вас, би сакал да чујам коментар. Во Јапонија наводно жена заболена од коронавирус оздравена, повторно заболела. Има ли таков случај и колку е тоа страшно и опасно? Вака. Значи, као прво, ако збориме за една жена која што оздравела и повторно била заразена, и тука има многу работи што треба да се земат во предвид. Као прво, се работи за една жена која што можеби не е имунокомпетентна, за разлика од резусмо имунитет кој што видовме дека направи имунитет после 28 дена. Второ, можеби се работи за едноставно доказ на вирус кај жената, а не за манифестна болест. Бидејќи вирусот, посебно во белите дробови, ако имало пневмонија, може да се докаже и после, не знам да речеме, после 2-3 недели, без да тој вирус има способност да предизвика инфекција, односно во клеточна култура тој вирус нема да расте, ама на ПЦР, на тестот, биде позитивен. А на база на еден случај во Јапонија или кај да е, не може да не се би правил никакви претпоставки. Ај вака сега да се разбереме. Ако нормален човек со нормален имун систем заболи од коронавирус и оздрави, нели оние потполно оздравени, дали они имаат вирус во себе и дали може да го расшират натаму? Да. Значи нормален човек се заразува со добар имунитет, се заразува, е инфективен најчесто. Не, ако го прележи и оздрави. Не може да заразува веќе. А не може. Тогаш неговиот имун систем. Чекај сега, па зошто не ги користиме луѓето што се потполно здрави? За испитување, за вадење гама глобулин од нивната крв и што ти ја знам за имун систем подобрување. Јас затоа ти кажав, тоа е пасивна имунизација. Од оздравените се зимаат антителата, се даваат на болните. Дали тоа веќе се прави? Се испитува. Значи све е вакцината во испитување. На повеќе места се испитува, ама вакцината за да се направи, како што реков, се очекува пролет 2021 моментално. И Германија работи да се скратат сите можни регулативи, кај што е нели етички дозволиво. Смени када режија да отворам мејлот? Говорете, докторе, ве молам. За да се направи побрзо вакцината. Значи сите мерки кај што може да се скрати нешто, регулативи ќе се обиде да се скратат за да може да се дојде што побрзо до вакцина, бидејќи ова е сепак вонредна ситуација и во мора да се превземат и вонредни мерки за вакцинација. А инаку ако сакаш можам да кажем груби бројки на база на британска студија од вчера или завчера ја читав. Добро. За колкав процент од инфицираните би завршиле во болница, колкав процент би завршиле на респиратори и така натаму. Као прво, грубо кажано, околу една третина од луѓето најверојатно нема ни да осетат ништо. Никакви симптоми. А тие, ако шетаат меѓу населението, ќе не заразат. Затоа се тие многу опасни и тие треба, затоа се вика сите да седат дома. Не е битно дали си заразен или не, можеби си, не знаеш, ќе прочиташ, ќе заразиш уште тројца. Тоа е прво. Од бројките од студијава се очекува од сите инфицирани околу 4,4% да завршат во болница. Од тие 4,4%, една третина да завршат на машина, на респиратор.
или од вкупниот број 1,2% од сите пациенти ќе завршат на респиратор, а 50% од пациентите кои што завршуваат на респиратор ќе нема да преживеат. Докторе, ајде да прашувам вака луѓе, господја Виолета, дали човек кој еднаш прележал овој вирус може да се разболе повторно? Сега го зборивме, го одговоривте. Да, не. Не, ама имаме изолирани случаеви каде што не знаеме дали е болест или е само доказ на присуство на вирусот во грлото. Прашање, дали вашите колеги стоматолози, приватни и во клиники работат и како се заштитуваат? Они имаат многу страв моментално стоматолозите, бидејќи они се реално у прва линија, у први борбени редови, најзагрозени. Што се вика, у грло му гледаш у центарот на заразата. Директно вирусот можеш да го видиш како се размножува. Сега не геш да го гледаш како се размножува, нели? Ама можеш да го видиш со микроскоп. Браво, докторе. Да, и тие се најзагрозени и сите редовни прегледи се откажуваат. Са нормално ако забав ме боли многу и ако имаш малце симптоми, да кажеш малце со настинат, ти праќаат кај нас во болница прво. Значи, ако он те прашува кашлаш, што правиш? Не, добро ми е, што ти е? Кариес многу ме боли, добро, ајде дојди со значи, маска. дури да се во скафандри потполно, подобро не. Нема. Не, зашто џабе скафандри, просториите после иди дезинфицири цела просторија. Ултравиолетова светлина да бомбардираш? Може да се користи, не знам точно да ти кажам која е ефикасноста. Добро. Ме интересираат податоци од професорот во врска со заштита на луѓето кои секојдневно се на работа, како вработени во маркети, продавници и слично, и како би можеле да се заштитат. Еве што гледате, се имплементираат ли тие мерки на заштита? Сте биле во продавница, не знам, кафетериите работат ли рестораните таму? Не, сега е ограничено, мислам дека до, не знам точно да ти кажам, до 3 сатот и не ги следам многу сите мерки што се донесуваат. Кај нас потполно ги затворија сите, целиот угостителски сектор е затворен. Тоа е добро по вас? Да, Германија мора да кажам дека е еден, сега ова ти звучи глупо, еден чекор зад Македонија, не, туку они планираат тактички кога да го направат она сега сите ги оставиме дома. Пошто не може да биде период од 6 месеци дома сите ги затвориме. Него кога е најризично, планираат тактички, чекаат да речат сега го скратуваме ова, окей не помага, го скратуваме ова, окей не помага, идеме на следна мерка, чекор по чекор и последна ултима рацио ќе биде сите дома седат, полициски час. Значи, да се разбереме, вие во болница не користите никакви, не знам, методи на квантна медицина или слично, користите лекување на бели дробови, инфузија, респиратори, антибиотици ако има тоа и се обидувате да го човекот да издржи и да му помогнете на имуниот систем во суштина, така? Во цел свет е тоа третманот, нема друг третман, освен експерименталните студии во големите клиники, кои што се сепак експериментални студии. И само да докажам, не сум ни професор, ни научник, преска мислам дека ти спомна. Јас сум обичен лекар во помала болница, кој што сега моментално се интересира за коронавирусот. И сакам тоа што го знам, да го знаат и луѓето. Зашто? Затоа што гледам на Инстаграм, добивам постојано прашања. Луѓето не ја знаат целата приказна за вирусот и се фиксираат на секоја новост што ќе излезе во весник. Вирусот може да преживее 6 сати на хартија и одма 10 пораки. Што да правиме со хартија? Да фаќаме ли хартија, да не фаќаме? Кога се свати како функционира целото тоа и како е преносот и кои се можностите за пренесување и како вистински преживува на хартија, дека тоа е во лабораториски услови, дека не е во живо. Тогаш можат самите луѓе да одлучат што е приоритет, што да правам прво, дали да мијам раце или да избегнувам кваки или ако ги знаеш фактите за вирусот, прво стравот ќе е помал, второ одлуките што ќе ги донесуваш ќе се рационални и базирани на факти, а не базирани на некој наслов во весник, вирусот преживува толку сати на површина. Да прашам, како ги третираат во Германија, како ги третираат болните од миастенија гравис? Гледаш, вика, пијам имуран, местинон, декортин, но не сум ослободен на работа и идам. А он е во ризичен фактор, предпоставувам. Реално, секој што зима имуносупресивна терапија,
логично е да е со загрозен имунитет. А бидејќи мијестенијата се лекува со имуносупресиви, односно автоимуната реакција пробува да се намали, огинот што гори пробува малце да се намали пламенот со имуносупресиви. И сега ако имаш вирусна инфекција, нормално дека твојот имун систем не е толку способен да се бори како имуниот систем на здрав човек. Дали таквите луѓе во Германија се ослободени од работните обврски, се ставени во самоизолација? Се уште не. Оно што сакав да прашам, алкохолот, конзумирање и користење. Многу луѓе сега влегуваат во она класично оправдание на својата страст алкохолизам, да, колку појака ракија, пијам ракија и гајле немам, затоа што ракијата го уништувала вирусот во грлото. Што велат лекарите, што си велите вие меѓу вас? По еден виски на пауза? Супер, да. Мислам, изговор е супер изговор за по едно виски да се фрли, али научно нема база научна во тоа. Го уништува ли? Иначе алкохолот дефинитивно го уништува. Како дезинфекција може да се користи, но во организмот не може да го уништи. Алкохолот се користи за дезинфекција кога е во над 60%, сега има и мајстори што прават добра ракија, мислам дали е добра уствари над 60%, јас многу не пијам ракија. Ако е над 60 и 2-3%, не сум сигурен, над 60% уништува вирусот и тоа по една минута делување од милион вирусни копии остануваат уште околу 100, што значи вирулентноста е занемарлива. Добро. А во болници се користи 96, мислам дека постоден алкохол. Она што можев да го забележам кога го гледав на овој графиконе, може режија да го оставите, да. Тоа е, ако идеме во Германија, можеме да забележиме чудна статистика. Имаме огромен број на потврдени заболени, 14.000, но потполно излечени 113, но само 43 мртви. Дали во Германија им давате некаква друга терапија? Бидејќи сега има некои тези дека постојат некои апчиња кои лечат коронавирус и слично. Зошто е успехот кај Германија на толку ниска смртност, за разлика од други европски земји? Прашање од Маријан Павловски. Успехот е што Германија има најдобар лабораториски систем во цел свет, најдобра диагностика. Во Германија од Шарите универзитетот излезе тестот за како се тестира коронавирус. И Германија има толку добри приватни лаборатории што тие беа за една недела спремни да тестираат. Капацитетите за тестирање во Германија се поголеми од било каде во светот. И земено споредба потврдени болести со смртност е мало. Ама ако се земе и во Италија да се истестираат сите што се заразени, процентите се намали многу. Ама во Италија едноставно нема доволно тестови за да се испита бројот на случаи. А во Германија тоа го има. И затоа во споредба на сите случаи смртноста е мала, односно се уште лежи под 1%. Според статистиката во Германија. Ако се земе во Кина сега кога почна, е повисока, 4-5% например. Ама и таму статистиката се базира на тие што се тестирани само. А останатата популација каде? Што немаат симптоми, што немаат тестови за сите да се тестираат. Колку се последните периодот на инкубација, колку е на вирусот, последните истражувања? Имаше првин дека е 3, па 7, па 9, сега дури и 29 слушам. Не, 29 не сум слушнал таков податок. Добро. Се иде од просечен број 6 до 7 дена, 14 дена би бил периодот на изолација. Така. Што би поле да настане. А иначе 6-7 дена е процес на инкубација. И уште нешто за ракијата не докажав. Значи, ракијата мора да се вратиме. Не сум по ракијата, али за виски ќе те слушам со две уши. Еве, виски ќе земе за пример. Слушам. Друго е да земеш сега виски, не знам, 6, има 6% виски, мислам дека нема толку. Не. И да го истуриш на маса, да дезинфицираш нешто. А друго е да земеш да се напиеш нешто. Значи, вирусите не седат тука закачени у грлото унатре и чекаат да ги испокнеш. Да. Дел се случува и тоа, идат надоле у желудникот, ама вирусите влегуваат у клетките.
Вирусите живеат само во клетките и се размножуваат само во клетките. Вирус без клетка не е жив организам. Вирус без клетка е само РНА или ДНА материјал. Значи тоа е меѓу животот и смртта вирусот. Така да он кој е во клетката покажува карактеристики на живо суштество. Што правите со кадаверите? Што правите со умрените? Дали се закопуваат или се кремираат? Дали се потенцијален извор за натамошно ширење ако се закопаат стандардно по... Нели? Да. Сега денеска слушнав информација од колешка. Значи не сум ја прочитал на официјален извор, ама она е колешка и верувам дека ја проверила дека сите од коронавирус ќе идат во крематориум. И верувам дека и тоа е делумно бидејќи ако има толков пораст на смртни случаи, па не може и точно така да се организира веројатно погреб за сите како што би се организирало во нормални услови. А дали телото после смртта е се уште инфективно или не, ја не можев да најдам, баш вчера ме праша тоа и не можев нека официјална информација да најдам, бидејќи нема се уште студија, но ако размислуваме колку време му треба на вирусот да изумре, како би може да се заразиме, да речеме, ако се уште пациентот да умрел пред 2-3 сата и сега јас како лекар одам да го проверам телото, а после 6 сати морам да го проверам телото, или како да се констатира смрт. Да те скратам маката. Дали ако се закопа, тој вирус ќе живее и ќе може... Не, толку... Има прашања до вас, каде сте, што сте, која болница, им реков дека докторот сака да остане во тој сегмент анонимен, така што не ме прашувајте во кој, ни ја не знам, нити го прашувам, нити сакам да знам во кој град и во која болница е. Прашање е дали имате представа, бидејќи сепак вие сте во болница што се вика Белден, не гледате, дали знаете што прават например наши граѓани кои се заробени таму камионџи и заболеле под карантини, што, каде, како процедура, можат ли да се јават негде, имате ли некоја препорака? Не е ваше, ако не, да не должиме, ако не знаете. Значи конкретно каде се наоѓаат тие луѓе што се заглавени у Германија, не знам да кажам, дека се згрижени, сигурно се згрижени, значи Германија е социјална држава, нема да остане никој на улица, било кој. Ама никој не знае до кога ќе трае пандемијата. Прашањето беше до кога ќе трае пандемијава. Не се знае. Предпоставките година до 2. Моментални предпоставки. Година до 2. Моментални предпоставки. Ако трае година до 2, дали треба со вакви мерки цело време да бидеме? Се надеваме дека ќе трае година до 2. Бидејќи ако се заразат сите у 2 месеци, тогаш ништо не помогнале мерките. Подобро е да трае година 2, одошто дека дефинитивно сите ќе се инфицираме, тука сте апсолутно сигурни. Тоа е пандемија, за да се стекне општествен имунитет или имунитет на стадо, треба да се заразат, како што спомнавме преска, околу 66% од луѓето. Значи сите ќе го подкачиме, вака или онака? Порано или подоцна? Еве сега ќе ти кажам, да речеме сега, off the record, како ја размислувам. Да. И ја имам, како што спомна, мало дете, значи новороденче, старо 1 месец, со нов имун систем. Јас сум секој ден по цел ден со пациенти и веројатноста дека јас ќе се заразам у тек на овие неколку месеци е голема. Значи најверојатно ќе се заразам. Како и голем број од здравствените работници. Се надевам дека кај мене како и повеќето ќе пројде полесно клиничката слика и кај деца до сега има мал процент на заразување и исто се надевам дека ќе биде така и со мојата фамилија. Ништо, ќе се слушнеме ние пак за 15-20 дена. Гледам ја, доктор. Мислам, кој ќе те пуштат да извадиш нос низ прозор? Тогаш ќе можам да ти кажувам многу повеќе за како е, да речеме, on the field. Пошто време за сите студии да ги следам, нема шансе да имам. Океј, ти биди ми со добро здравје, правиш ли нешто за својата, сега да бидеш
не знам, ви даваат ли некоја конјска инекција како време на ЈНА за имунобустер на вас лекарите за да преживеете, пошто сега сте најдефицитарна и најскапа роба на пазарот? Да. И проблемот е што многу малце лекари и да се набават машини, многу малце знаат да ги ракува. Че тоа не е набавиш 100 машини и сега ќе пуштиме некој што, не знам, една година има искуство, контролира го апаратот. Ние заради нашето ниско ниво сме многу уплашени дека нема да можеме да се носиме, но можеби и тоа може и да биде предност за полесно да се справиме со ширењето. Еве што вика една ваша колешка, колешка, една жена која работи на аеродром во Дизелдорф, вика во моментов од 3 терминали работат 2, во понеделник се затвори уште еден, значи ќе работи само терминал А. Да ти ја доловам стиката, целата гужва е усмерена на 2 терминали. Не ги контролираме вработените на аеродромот, растојание 10 до 20 сантиметри, а не 2 метри. Заштитата е нула, супермаркетите истата ситуација, нема брашно, тоалетна хартија, дезинфекцијски средства во земја членка на Европската Унија. Ова пандемија ќе биде на многу аспекти, а не само корона. Точно. Значи, ако општеството не функционира, тоа нема последици само на здравствениот систем, тоа ќе има последици на секој дел од системот. А за тоа е подобро да се разговара нормално со економисти, со други луѓе, не можам да предпоставам во тој поглед. Секако, докторе. Се враќаме уште еднаш. Вие прескаво одговоривте дека луѓе со автоимуна болест како лупус, Хашимото, кои примаат имуносупресори, се во ризична фаза. Не примаат имуносупресиви Хашимото. Значи, вака добив, дали луѓе со автоимуна болест, Хашимото, лупус, би се избореле потешко со вирусот и истите не се вројуваат во имунокомпромитирачки болести? За точно кои луѓе спаѓаат во имунокомпромитирачки состојби, секоја држава мора да објави список. Има многу голем број на болести и не може да се збори за секоја болест одделно, бидејќи се безброј. Сега, и од болест до болест пак има разлика. Кај лупус, доколку зима терапија, значи имуносупресивна терапија, нормално е дека тој човек има поголем ризик од обичен човек што не зима имуносупресивна терапија. Ама во колкав процент и колку може да настанат компликации, тоа моментално не може да го одговори никој. И тоа е политика на државата да одлучи. Океј, сите со лупус, Хашимото, тоа остануваат дома. Океј. Оние без слезина? Ти немаш слезина, нели? Од кај знаеш? Ми кажува минатата емисија. Да. Стар човек, заборавам кога ќе изедам бурек негде на страна. Да, кај тие се советуваат, Јанко, секако вакцинациите за редовниве вируси, да речеме пневмококи, инфлуенца и така натаму. Ама не можам ни таму да кажам како ќе биде исходот. Не се, значи сега кај тебе пример. Јас сум спремен. Знам кај идам. Мене доста ми е. 6 децени ги отров. Знаеш што ќе биде? Не. Тоа ќе биде парада радости у градов мојот погреб. Се шегувам. Дали пушачите заболени од COVID-19 покажуваат потешки симптоми на истиот? Дали има повеќе пушачи заболени или помалку? Или стварно никотинот помага у целава приказна? Па оака со ракијата муаветов. Не, има една студија у Кина, сега дали сам колку е точно сите студии, не може да се верува, дека поголем број од заразените се мажи и пушачи. Како тоа е дојдено таа бројка, дали дека мажите повеќе се по пазарите, по работат или пушат повеќе, па затоа така изгледа, ама поголем број од заразените се мажи и пушачи. Сега тоа треба да се испита дали пушењето па придонело нормално. Пушењето, ако пушиш 40 години, белите дробови се оштетени, тука нема прашање. Готово. Не должи. Колку можам поише прашања. Диабет тип 1, накратко уште еднаш повтори, затоа што многу од прашањата што сега ми ги поставувате веќе ги одговори, само накратко повтори, докторе. Диабет тип 1, значи ние предходно зборевме за диабет тип 2 со хронични последици. Добро. Диабет тип 1 се јавува обично кај млади луѓе, кај деца, и таму има апсолутен недостаток на инсулин, кој што доколку субституиран,
организмот функционира нормално. Колку е ризик факторот кај нив? Не може да се каже. Не може у проценти да се каже. Ама имате ли дете заболено со диабет тип 1? Нема. Толку. Не. Дали сте чуле за лекот ремдесивир? Да, слушнав, не знам точно каде се, дали беше тој од Кина и од Русија лекот што се тестира. Ама секогаш има некој елиен кој што имал лек, ама само и секогаш е негдека 20.000 километри од нас, а све нас нешто не лажат. Многу ми е чудно тоа како... Не, грешно се сваја концептот на лек во овој случај. Значи, лекови, антивирални лекови има многу. Против ХИВ, против инфлуенца, против другите коронавируси. Свински грип има. Не знам, можеби, не знам точно за тоа. Не знам. Па не беше тамифлу тоа? Тамифлу се дава кај инфлуенца. Добро. Не кај H1N1, туку ова што е сега, не тоа што беше епидемијата на инфлуенца, на светско ниво, сега ова сезонската инфлуенца се дава тамифлу. Свински грип, значи не знам да не ги измешам работите сега, тука нема да продолжам за свинскиот грип, не сум сигурен. Ама тамифлу, у денешно време, у медицината се дава кај инфлуенца сезонска, и тоа кога? У првите 48 сати од инфекција и кај пациенти на интензивна нега. Готово. Дали кај вас у болница користите ултравиолетови ламби и дали помагаат? Не. Значи немаме такви лампи, моментално се дезинфицира кога имаме некој во просторијата, се дезинфицира. А дали помага ултравиолетова ламба за овој вирус? Да. По ваше мислење? Да. Чекај, жена ми испрати прашање, готово, тоа е приоритет. Тоа приоритет. Упат приоритет има. Значи, апсолутен приоритет. Да не го чуеш рингтонот. Рингтонот е музиката Дарт Вейдер од Star Wars. И одма сум остав мирно. Да, The Dark Force. Значи, прашањето е вака. Денеска го зборевме и јас заборавив да го поставам. Значи, уште еднаш да се... Колку ова ни помага за дома и за воопшто за хигиената. Колку се последните сознанија дека он преживува. На метал, на пластика, на тетрапак, купуваме нели производи во маркет, едно ќе го пипнеш, па го оставил некој заболен, па ти ќе го фатиш. Колку е тука, што е вашиот совет? Како да се однесувам? Ја им реков, викам дека се што се става у фрижидер, првим под чешма со сунгерче. Било што ќе купам од маркет. Дури и без овој вирус. Но, што велите вие? Епидемиолошки гледано, процентот на заразени преку предмети е занемарлив. Но, да се инфицираш... Занемарлив. Значи, највише е живиот контакт, допир и... Апсолутно. И, секс? Како се пренесува? Па, ако не ја бацуваш партнерката, не мора значи. Значи, аерокапков пат. Значи, Доги стайл. Добре. Значи, метар... Готово. Главното прашање го разбравме. Да ви вака, како да се однесуваме со миленичињата? Дали миленичето може да пренесе, нели, ако на пример некој заболен го погалил, па некој се допре до и така натаму. Дали вирусов така како колера што се вика преку глувци, преку буви се пренесува како големата чума што се пренесувала некогаш? Не, досегашните студии кажуваат дека не, со тоа што во Америка имаше во карантин и кучиња на заразени пациенти, кај кои што бил докажан вирусот во носот, значи со ПЦР, но се смета дека кучињата не играат, или животните не играат никаква улога во преносот на вирусот моментално. Конкретни студии дали го има или нема моментално и нема ни да има во едно време, бидејќи тоа е имаци и понатака у приоритетот. Животните. Ама во главно не, ја имам куче дома и кучето ми е до бебето постојано. Каде? Горе.
Нема да ме чуе? На слушалки си. Имав еден што ми се јавуваше наш човек од Канада, имаше волчијак, се викаше Шумахер, и стално го реметев, пошто добро имитирав куќе, го реметев за такво нешто. На крај, што да правиме? Ајде, ја психијатар ќе викам, затоа што полудувањето ќе биде исто така голем проблем, да не си ископаме очи, бидејќи ако сакаш да се случи убиство, затвори луѓе со денови во иста просторија, едниот ќе го утепа другиот. Змиско јајце на Бергман, кој го гледал, ќе разбере што зборам. Што да правиме? Ограничени сме со движењата, а еден од главните приоритети за имунитетот е сонце, свеж воздух, градов никогаш не бил почист, намален сообраќај. Ја го користам максимално за возење велосипед, ама луѓе уплашени, плюс тоа, нели, полициски час ако се воведе без врска, мислам, затворени во нашите простори, како да си помогнеме со имунитетот без ова сонце, без тој природен витамин D и така натаму и така натаму. Како и вие што ќе правите на овој стрес и напор во болница, па еве малце за вас, малце општо. Значи, ние лекарите, иако даваме совети, нели, за како би требало да изгледа правилниот начин на живот, во следниот период за мене е невозможно да се држаме на тие правила, бидејќи например до понеделник имам ноќна смена по 14 сати на ден, као прво немаш доволно време за спиење, немаш доволно време за јадење, и затоа е и поплатено тоа, нели, ноќните смени, пошто ти даваш дел од животот, си скратуваш дел од животот, може да се каже, тоа е веќе докажано дека ноќните смени ноќни работници имаат поголема смртност, тоа го спомнав во минатиот разговор. Значи, кај мене дека многу ќе ги применам сите тие работи што ги препорачувам обично, е тешко во следниот период. Дека ми е страв, не ми е. Знам дека следи сега интересен период, ова беше лошо кажано, ама период што во мојава генерација до сега вако нешто не се случило, во твојата генерација вако нешто не се случило. Меркел вчера излезе со официјална изјава дека ваква ситуација во Германија од Втора светска војна немало. Значи, ова може да биде, ако шпекулираме, ова може да биде борбата на нашиот век. Како што нашите прадедовци имале Втора светска војна, може да биде борбата на нашиот век. Ама јас како го гледам тоа? Доколку се случи така? Го гледам повеќе како начин да луѓето се обединат, да сватиме сите заедно дека сите сме луѓе, сите сме по истиот ризик и дека може да си помогнеме само ако се држиме сите на мерките кои што ќе ни донесат добро и ако значи сите се придржуваме на тоа со што можеби на моменти и субјективното или егоистичното ќе го потиснеме, да искочам на кафе, да возам точак на сонце, е добро да се искача, еви на балкон ако треба неке, да го потиснеме егото, за да се заштити општеството и индиректно, кој ќе го заштитиме општеството, си помагаме на себе, бидејќи имаме функционално општество, кое што долго ни притреба, у смисла на здравствен, економски аспект, е на располагање. Тоа е според мене најважното. Моментално гледам дека многу исто се прават, мислам и ја правам вицови на Инстаграм, да малце да олабавам атмосферата. Ама ситуацијата мора да се свади сериозно. И младите дечки што имаат по 15 години, гледам тие 15 до 20 години, они ги прават најмногу од вицовите и тоа мене ме опушта, ама не смееме да се однесуваме и така во вистинската ситуација како што ги правиме шалите, да искачаме, јас сум млад, мене ништо не ми е, нема да се заразам, друг се зарази, таквото размислување е токсично за целиот систем. Значи ние сме моментално како армија мравки кои ги гледаме, нели, во нивното дувло. Сите работат заедно за да опстанат, бидејќи ако сите работат еден против друг, тоа нивно дувло нема да опстане преку зима. Практично, да земаме или витамини, нешто ќе ни помогне, или здрава исхрана. Здрава исхрана, секако витамини, вака ќе кажам, ајде неофицијална препорака, бидејќи официјалната препорака е витамин да не се зема освен ако има недостаток. Ама недостаток за да докажеш као прво, моментално е невозможно на сите. Витамин D по Германија
не искачат луѓето надвор. Јас што сум цел ден во болница имам сегурно недостаток. И нема да идам да испитам витамин D за да земам таблета витамин D, туку ќе земам таблета витамин D бидејќи нема ми штети, а може да ми помогне. Витамин С ќе направам исто. Бидејќи можеби се хранам здраво, а можеби денеска има 24 сата, некогаш прави да не каснам ништо, што е не внесуваш доволно едноставно ни храна ни витамини. Ќе земам и витамин С на пример. Мултивитамин ќе земам, нема да ми наштети. Знам дека нема ми наштети, може да помогне. Ама тие сите работи да се земаат витамини во дози од, не знам, 5000 милиграми витамин С имаше, или витамин D во некои екстремни дози, такво нешто не би правил. Јас лично, иако тоа не е официјална препорака како лекар и како здравствена и на Светска здравствена организација се земаат едноставно витамини, јас ќе го правам, бидејќи имам штета од тоа. А можам да си помогнам во случај да имам недостаток. Посебно кај витамин D, бидејќи во Германија не знам колку проценти од населението имаат недостаток на витамин D. Докторе, Македонија мацка. 19 марте не одговоривме на сите прашања, многу одеднаш имавме пик, не ги имавме онаа константа. Не сме пик одеднаш, не. Одеднаш имавме пик и не успеав, нели? Иако го најавува твоето интервју. За 2 недели влегуваме во април, па негдека сигурно пред Великден ќе те барам. Ќе те барам пред Великден, ќе се допишеме за да видиме on the field после вашето искуство. Ти посакувам добро здравје, многу нерви и многу сила. Те чека тешка борба таму сега. Влегуваш во рудникот и светло на денот кој знае кога ќе излезеш. Ти благодарам уште еднаш за сите добри совети. Фала ти уште еднаш, Јанко, што ми дозволи да бидам дел од твојата емисија и секој добро ти посакувам на тебе и на сите твои гледачи и сум секогаш на располагање кога се потребни нови информации кои што би можел да ги споделам и се надевам дека во мај ќе имаме и одмор и ќе можам да дојдам за Македонија па да правиме и уживо емисија ако може. Се надевам. Бери Ќатварсан со Господ напред, намасте. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.